Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, драги слушатели, добро утро. Срдечен поздрав од студиото на Радио Глас на надежда од Кавадарци. Еве не повторно заедно, верам дека поминавте убав викенд, деновите беа претежно топли. Денеска започнува новата работна седмица. Денеска е 9 мај, понеделник 2022 година. Според прогнозата, денеска ќе имаме убав сончев ден. На почетокот, еве ќе ве поздравиме сите вас со една убава христијанска песна, а потоа ќе одиме според нашата програма, што приготвивме за вас денеска во оваа емисија. Moj Isus, moj Gospod, ne postoji nitko ko ti. Ti si moj Bog, slavim te sad, zbog sveg što si učinio ti. Moj zaklon i snaga tebi se utječe, nek svaki dan i svaki sat bude pjesma slavljenja. Podigni glas svoj i slavi ga sad, zemlja nek cijela slavu mu da. Mora nek huče, svi poklone se na zvuk imena Tvog. Svim svojim srcem slavim te ja, sva moja radost i zauvijek ti. Ništa me neće od tebe odvojit, nitko me neće od tebe odvojiti. Moj Isus, moj Gospod, ne postoji nitko ko ti. Ti si moj Bog, slavim te sad, zbog sveg što si učinio ti. Moj zaklon i snaga tebi se utječe, nek svaki dan i svaki sat bude pjesma slavljenja. Podigni glas svoj i slavi ga sad, zemlja nek cijela slavu mu da. Mora nek huče, svi poklone se na zvuk imena Tvog. Svim svojim srcem slavim te ja, sva moja radost i zauvijek ti. Ništa me neće od tebe odvojit, nitko me neće od tebe odvojiti.
Evo nepovtorno во емисија, почитувани гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и во живо ја следите во наша програма. Ви благодариме на вашите поздрави утрински. Еве имаме и наша гледачка од Бачка, Војводина, Душанка Петровиќ. Еве возвраќаме и од студиото. Поздрави до Душанка, па и до сите вас, почитувани гледачи кои не следите од земјава, од Македонија, мислам, па и во останатите земји во светот. Како и да е, ова емисија ја правиме за вас, да се дружиме, но пред се да го прославиме Господа, бидејќи имаме и духовни содржини, но имаме и оние сервис информации кои ни се потребни за секојдневниот живот. Пред да поминеме на сервисните информации, еве од денеска ќе отпочнеме една мала рубрика, утринска кратка приказна за нашите деца. Иако сега децата се веќе во училиште, тие во 7:30 се во своите школски соби, односно училници, но верувам ќе ја гледат емисијата и подоцна во текот на денот, бидејќи ова емисија се снима и се закачува на нашиот канал и YouTube канал Радио Глас на надежта. Еве кратка приказна, но ова приказна е поучлива и за повозрасните. Стапица за глувци, така се вика ова утринска кратка приказна. Глувчето забележил дека собственикот на фармата поставил стапица за глувци. Интересно. Глувчето им кажало за тоа на кокошката, овцата и кравата и побарала помош од нив, да се здружат некако да ја избегнат таа стапица, бидејќи може да биде кобна за сите нив. Но на тоа тие еве што му одговориле. Значи, и кравата, и кокошката и овцата биле здружени и му дале одговор на глувчето. Тој е твој проблем, глушецу. То не е наш проблем. Баш ни е гајле за таа стапица. Но што се случило? Малку подоцна во стапицата се фатила змија и ја каснала жената на фармерот, на газдата. Обидувајќи се да ја излечат и свариле супа од кокошката. Значи ја заклале кокошката. Потоа ја заклале овцата, за да ги нахранат сите кои дошле да ја посетат жената. Но сепак жената умрела, починала. И на крај ја заклале кравата, за да ги нахранат гостите кои дошле на погребот на жената. За целото време глувчето гледало од својата дупка и си мислело за нештата кои се тук проблем додека не станат и твој. Народот убаво рекол: ако мечката игра кај комшијата, ќе дојде и кај тебе. И затоа порака од ова кратка приказна, почитувани деца, а и ние сите кои сме возрастни, бидете сложни и помагајте си меѓу себе. Така полесно и побезболно се решаваат проблемите. Затоа некој рекол: дрво на дрво се потпира во шумата, а човек на човек. Не може човек да живее сам во изолација. И затоа нека ова порака допре до сите наши срца, да бидеме чувствителни кога некој има проблем, ако можеме да му помогнеме, зашто проблемот кога се дели е многу полесен отколку да го носиш сам. И затоа нека ова кратка приказна биде поучлива за сите нас, стапица за глувци. Одиме понатаму, сега да ги проследиме нашите сервисни информации. Веќе кажавме на почетокот, денеска е понеделник, 9. мај 2022 година. 129 ден во годината или уште 236 дена до крајот нова календарска година. Денот трае 14 часа и 17 минути. Воздухот во Кавадарци утрова е релативно добар, значи чист, идеален за прошетка, бидејќи е сончево, плюс 8 степени. Што се однесува до денешната временска прогноза, таа гласи дека ќе имаме сончево и топло со мала до умерена облачност на целата територија на Република Македонија. Попладне во планинските подрачја на северозапад ќе има услови за краткотраен пороен дожд и грмежи, ќе дува слаб до умерен североисточен, а во југоисточните делови југоисточен ветар. Што се однесува до влажноста, односно до брзината на ветерот, денеска е 1,9 км на час. Значи имаме релативно тивко време,
Притисокот е 1022 милибара, а УВ индексот е 2. Значи релативно е низок, така да не мора да се чувате од ова сега пролетно сонце, да носите некои чадори од сонце или шешир или марами, така да, влажноста е 100%. Имаме, значи, убаво време. На планинските превои, односно на планинските врвови или во планините, ке има некаде изолирани врнежи на дожд. Температурата се движи од 4 степени во крајно западните делови на нашата република до 17, значи тоа е Гостивар, Тетово, Маврово. Во Скопскиот регион од 7 до 25 степени, Куманово 5 до 23, Берово ќе биде релативно посвежо од 2 до 20, во Теквишијата, значи во Кавадаречкиот регион и Неготинскиот од 7 до 26, а релативно 100% ќе имаме сонце без облаци. Во Гевгелија од 6 до 27 најтопло, Пелагонија од 5 до 22 и во нашиот туристички центар Охрид од 8 до 20 степени. Времето ќе биде слично и утре, утринските ќе бидат уште за 1 степен потопло, ќе биде понависоко, понагоре, а дневните ќе се искачат до 28 степени, но за тоа ќе кажеме во утрешниот ден. Значи, денеска имаме убав ден, чист воздух, искористете го за прошетка и да уживате во сончевите зраци. А што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, тие јавува дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози, бидејќи за викендот скоро немаше дожд, така да имаме убави патишта, суви коловози за возење. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Но сепак, Автомотосојузот на Македонија препорачува внимателно возење или движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно правување со возилата. Особено да се внимава по котлините, речните долини и клисури, каде што има можност за одрони. Посебно внимание да посветиме во градските средини кога возиме и да ги почитуваме пешачките премини, каде што правенствено имаат пешаците за премин. И денеска се изведуваат градежни работи на соодветни коловози во Македонија, така да почитувајте ја поставената сигнализација на патиштата. На сите вие кои возите сега, не слушате во земја или во странство, ви посакуваме безбедно возење и да стигнете на вашата крајна дестинација. Што се однесува до денешниот ден, рубриката на денешен ден, 9. мај, денеска е посебен ден во светски рамки, затоа што се слави како победа над фашизмот. Значи, денеска е 9. мај, кога 1945 година во Германија е подпишан, односно Германија подпиша својата капитулација во Втората светска војна, во која животот го загубија милиони луѓе. Војната е официјално завршена неколку месеци подосна со капитулација на Јапонија, но во Европа денешниот ден се одбележува како ден на победата над фашизмот. Значи, денеска е 9. мај 2022 година, но 45 година во минатиот век, тоа се случило. Еве да ги проследиме и останатите рубрики, кога е во прашање на денешен ден. Обратете внимание нова информација. 1052 година, на 9. мај, славниот дженовски морепловец Кристофер Колумбо во служба на Шпанија тргнал на четвртото и последно свој патување во новиот свет. Во Шпанија се вратил во ноември 1504 година, а умрел 2 години подоцна, незадоволен бидејќи го одминаа ветените награди и почести. До последен момент Колумбо не знаеше дека ја открил Америка. Беше уверен дека стигнал до источните брегови на Азија. Човекот се разочарал. Му биле ветени награди, но тие кои требале тоа да го исполнат, заборавеле или воопшто не се сетиле. Нови голем човек кој ден денес се спомнува во историјата, Кристофер Колумбо.
1800 година роден е Джон Браун, американски фармер, борец за равноправност на црнците. На 2 декември 1859 година федералната американска војска го фатила тешко ранетиот Браун и го обесиле. Неговата борба имаше широк одзив и претходеше на граѓанската војна од 1861 до 65 година меѓу северот и југот на САД, односно во Америка. Гледате што се случило. Човек кој ги застапувал правата на црнците, но го обесиле. Илјада 1901 година, на денешен ден, 9 мај, во Мелбурн е отворен првиот парламент на Австралија. И Австралијата има наистина богата историја. На 1901 година е отворен првиот парламент во Австралија. 1926 година американците Ричард Бред и Флојд Бенет први го прелетаа со авион Северниот пол, што беше голем подвиг на младата недоволно сигурна авиација. 1927 година Камбера станала главен град на Австралија наместо Мелбурн. Знаеме дека во Австралија постојат 4 града кои се поголеми, како што е Сиднеј, најголем, Мелбурн, Перт и Камбера. Камбера е најмал град по жители секако, но еве 1927 година станува главен град. Тој е скроз горе, додека Мелбурн е многу поголем град, но ете властите одлучиле да во Камбера биде седиштето и светските амбасади да бидат стационирани. Тоа се случило 1927 година на 9 мај. Нешто од Македонија, во 1944 година во Прилеп во борба против бугарскиот окупатор загинал Кире Гавриловски и Јане Круме Волнаровски Колја, народни херои на Југославија од Македонија. Кире Гавриловски е роден во Прилеп 1980 година, а Круме Волнаровски е роден исто во Прилеп 1909 година. Релативно млади луѓе биле убиени, односно загинале во борба против тогашните окупатори. 1945 година Црвената армија ја ослободил Прага, главниот град на Чехословачка. 1945 година во Берлин, значи, како што кажав на почетокот, таа нацистичка Германија едноставно ја призна својата капитулација и затоа денеска се слави денот на победата против фашизмот. 1955 година Сојузна република Германија станала членка на НАТО. Ние тоа го постигнавме минатата година. Или задминатата, така нешто, 1-2 години сме членови во оваа асоциација. Во Рим, 1978 година, во автомобил е пронајдено телото на поранешниот италијански премиер Алдо Моро. После се дозна дека бил убиен од некоја мафија и, значи, овој премиер завршил со својот живот. Еве интересен податок, и 2002 година Американскиот конгрес им забранил влегување во САД на граѓаните на 7 земји кои го поддржуваат тероризмот, како што се Ирак, Иран, Куба, Либија, Северна Кореја, Сирија и Судан. 2004 година председателот на Чеченија Ахмад Кадиров загинал во експлозија на бомба што ја поставиле чеченските исламски терористи на стадионот во градот Грозни. Верувам дека вие кои тоа го пратите се сеќавате кога ја објавија информација на телевизија. Еве уште една вест, жалосна, трагична, која се случи 2015 година, се уште ние во живо сеќавање. 9 мај, ние во Кавадарци имавме собор. Баш тоа беше сабота, кога на весите објавија ова трагична вест дека во оружена пресметка во Комановската дива населба животот го загубија 8 припадници на Министерството за внатрешни работи, а 40 беа повредени. Акцијата заврши откако македонските специјални сили целосно ја неутрализира и елиминира ова терористичка група. Верувам дека се сеќавате, почитувани гледачи, тоа се случи 2015 година. Еве има уште многу настани кои се случиле
но ja se odlučив zovje da se malce podsjetime što istorijata zabeležala. Evo, сега ќе одиме повторно со песна, а потоа ќе се вратиме во живо во нашата програма. This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. I have a loving mother just over in glory land, and I don't expect to stop until I shake her hand. She's waiting now for me in heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Just over in glory land we'll live eternally. The saints on every hand are shouting victory. Their songs of sweetest praise drift back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Evo ni повторно во живо, почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Радио Глас на надежда, емисија која се емитува секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Ги поздравувам и оние кои во меѓувреме се вклучија и ја следат ова наша емисија. Ги поздравувам гледачите кои се надвор од Македонија. Имам овде статистика која ни покажува дека не гледат во Србија, во Босна, во Хрватска, во Бугарија, во Украина, иако е таму војна, но има слободни подречја каде што ете луѓето не следат. Секако во Германија, во Америка, во Австралија, без разлика во која зона се наоѓаме, ова емисија може да се следи и подоцна, бидејќи се снима и ние ја ставаме на нашиот YouTube канал Радио Глас на надежда. Продолжуваме сега со капки на мудроста. Денеска одбрав неколку интересни капки на мудрост и верувам дека ќе бидат интересни и за вас, почитувани гледачи. Тие твои празни зборови не вредат ништо, покажи се за да ти верувам. Знаете, има луѓе кои многу зборуваат, а ништо не работат. И затоа овој некој го запишало и ова, покажи го тоа на дело што го зборуваш. Брчките се патеписи на животот. Сите ние имаме своји брчки. Тоа е знак и на старост и на други активности што се случуваат во нашето тело, но како е да е, брчките се патеписи на животот. Веселото срце го разведрува лицето, а болката во срцето тешкотија е за духот. Навистина, кога човек има проблеми, кога не е весел, тоа се одразува и на нашето лице. Понекогаш ние како луѓе глумиме осмех, меѓутоа сепак срцето го чувствува најдобро на што ние го чувствуваме во нашата душа. Не моли го Бога да ти ги олесни
da ti go olesni tovarot, tuku moli go Boga da ti gi zacvrsti pleškite, da možeš da gi podneseš tije problemi, odnosno tovarot. Ne mi je žal što gi kradat moji ti ideji, tuku mi je žal što nemat svoj. Samo rakata na prijatelot go vadi trnot od srceto. Da, to je vistina. Samo vistinski od prijatelj može da ti go izvadi trnot od srceto. Ubavata žena je dobra 3 meseci, a dobrata žena je ubava cel život. Podobro je da zgrešiš v originalnosta, otkoliko da uspeš vo imitiranjeto. Onomu kada što gordosta se vselova, ljubovta gi pakova kuferite. Gordost je jedna mnogo loša osobina kaj nas lugeto. Gordost je bila i pričina za pagjanjeto na najsilnijot, najmoknijot, najgolemijot, najvlijatelnijot angel na neboto, Lucifer. Ta gordost doprinela to i da se pretvori vo otpadnik, odnosno vo gjavol. I zato ova izrekana vistina ima svoje mesto. Onomu kada što doagja gordost ili se vselova gordost, a vo nečije srce, ljubovta gi pakova kuferite. Vistinski od prijatelja gleda tvojeta taga, dodeka site ostanati i veruvat na tvojeta lažna nasmevka. A vistina to je tak. Prijatelj te poznava i vo dobro i vo zlo. I to znaje kako se najdobro čustovaš. I zato vistinski od prijatelja gleda tvojeta taga, dodeka site ostanati i veruvat na tvojeta lažna nasmevka. Evo сега продолжуваме со еден пример за нас постарите. На почетокот ја слушнахме кратката приказна за нашите деца. Еве сега духовна порака. Син и спасител. Според една легенда, некој ирски владетел отишол на гозба кај еден од своите барони, престроен во човек од народот. Значи, овој ирски владетел, барон, се облекол во селанец или како обичен граѓанин и излегол во прошетка. Таму никој не го препознал. Како на непознат и сиромашен патник му дале последно место на трпезата. Значи, отишол на гозба и кога го виделе, така скромно облечен, таму некаде на крајот му дале столче да седне. Меѓутоа, не поминало многу време, а неговото отмено однесување и сјајната речитост го привлекло вниманието на домакинот и тој го преместил на едно од подобрите места. Најпосле го повикал да го заземе местото меѓу најпознатите големци на дворот. По уште еден доказ на говорничката вештина и длабина на неговите зборови, еден од најугледните витези му се обратил и му рекол: "Незнајнику, ти зборуваш како некој цар. Ако не си цар, заслужуваш да бидеш тоа." Тогаш престроениот цар ја симнал на метката и го зазел своето вистинско место меѓу своите следбеници. Значи, кога тој се соблекол во горната наметка, го препознале дека тој е нивниот барон, односно нивниот владетел. Истото тоа го сторил, почитувани гледачи, и небесниот цар, кога дошол на овој свет во човечко тело. Луѓето биле толку заслепени, што во Христа не можеле да го препознаат својот Творец и Бог кој дошол да ги спаси. И зато Библијата вели и пишува: кај своите дојде и своите не го препозна. Кога вели кај своите се мисли на еврејскиот народ, кои тоа го знаеле, кои ја читале Библијата, били информирани на време од страна на пророци дека ќе се роди царот на вселената. 700 години било пророштвото напишано и во детали било објаснето како и на кој начин ќе се роди Исус Христос. Но евреите тоа го отфрлиле. Исус, наместо да се роди во некоја царска палата, тој се родил во Витлеем, односно во тоа селце, во таа штала меѓу кравите и овците. И затоа луѓето биле толку заслепени што во Христа не можеле да го препознат својот Творец и Бог кој дошол да ги спаси. Само по некој од нив имал очи и уши за неговото небесно однесување и восхитувачки зборови. Повеќето ниту го препознале, ниту го признале, но Христос ги препознал оние што го познале и на сите што веруваат во Него, во Неговото име, им даде власт да станат синови Божи.
Religijskите водачи во Исусово време не сакале да сватат дека пред нив се наоѓа Бог во тело. Не го препознале времето кога биле повикани. Одбиле во скромниот учител од Галилеја да го признаат, да го препознаат долго очекуваниот Месија и копнежот на сите народи. Ги затвориле очите пред јасните докази на неговото божество. Сепак меѓу нив се нашол еден кој во Исуса Христа го насетил величественото, односно величеството на небото. Како е денес со нас, почитувани пријатели? Дали ние ќе бидеме слични како овие религиозни водачи или ќе го препознаеме нашиот Господ и Спасител Исус Христос како единствениот наш Спасител од гревот и од ова грешна планета? Нека навистина и денеска ние го препознаеме нашиот Исус кога ја отвараме Библијата, кога ја читаме и кога ја проучуваме. Исус е запишан скоро на сите страници на Светото Писмо. Затоа да го препознаеме и да го прифатиме Исуса како наш Спасител и Господ. Тоа беше утринската порака за нас повозрасните. Одиме сега повторно со песна.
Amen. Evo nepovtorno во живо во нашата програма, почитувани гледачи, пред да ја проследиме утринската порака, односно утринскиот библиски текст, би сакал на сите вас да ви соопштам дека ова пролет од 20 до 24 мај во нашите простори, во нашата зграда во Охрид, ќе организираме семинар за возрастни под наслов Со Христа на гората. Значи, од 20 до 24 мај, цената е 2700 денари. Со нас треба да биде нашиот гостин, теолог Желимир Станич од Белград. Така да сите вие кои планирате, јавите се на време. Крајниот рок за пријавување е 15 мај. Мора да знаеме однапред, зашто просторот е ограничен, значи имаме ограничени број на лежења, односно на соби. Доколку има повеќе од бројката која е предвидена во нашата зграда, може да изнајмеме простори во околните викендици кои ги има во Охрид доволно, така да јавите се на време, на мојот број јавете се или овде во редакција или кај вашите пастори, во вашите локални цркви на време јавете се. Уште еднаш апелира, значи доколку има доволен број, секако ќе се одржи овој семинар. Ако нема доволен број, за сега имаме една мала група, но еве има уште места, јавете се, значи кај вашите пастори или на мојот телефон, го знаете, верувам, може да го најдете телефонот овде од редакцијата, само напишете порака дека се пријавувам, а ние ќе ве контактираме и ќе ве известиме за останатите информации. Така да, значи во мај, 20 до 24 мај, ќе има идеална прилика да се дружиме, да ги посетиме важните историски места во Охрид, но ќе имаме и проучување според програмата која е дадена. Денешниот утрински стих го наоѓаме во книгата на пророк Еремија, 31 глава, 33 и 34 стих. Туку овај заветот што ќе го склучам по оние денови, говори Господ, мојот закон ќе го ставам во нивната душа и ќе го напишам во нивното срце, зашто ќе го простам нивното беззаконие и неки си спомнувам веќе за нивните гревови. Истиот закон кој бил напишан на камени плочи, Светиот Дух го втиснал на плочите на срцето. Наместо празното настојување да утврдиме некоја своја правда, треба да ја прифатиме Христовата правда. Неговата крв е измирување за нашите гревови. Неговата послушност ни се припишува нам. Тогаш срцето, преродено со Светиот Дух, донесува благослови, односно духовен плод. Благодарение на Христовата благодат ќе успееме да уживаме во послушност кон Божиот закон напишан во нашето срце. А ако го имаме во себе Христовиот дух, ќе живееме онака како што живеел тој. Постојат две заблуди од кои Божите деца, особено оние кои што туку почнале да се подпираат на неговата благодат, посебно мораат да пазат. Првата е заблудата дека нашите дела може да не доведат во хармонија со Бога. Оној што се обидува да стане свет, правејќи добри дела, држејќи го законот, се обидува да стори нешто што е невозможно. Втората, не помалку опасна крајност е заблудата дека верувањето во Христа го ослободува човекот од држањето на законот, зашто според ова заблуда со вера добиваме Христовата благодат и нашите дела немаат никакво влијание врз нашето спасение. Ако законот е напишан во срцето, зар тој нема да го обликува животот? Наместо да не ослободи од послушноста, токму верата и само верата не прави учесници во Христовата благодат, што не оспособува да бидеме послушни. Тамо каде што постои не само верување во Божето Слово, туку и прифаќање на неговата волја, каде што срцето му се подчинило нему, каде што чувствата се насочени кон него, таму има вера, вера која работи низ љубовта и ја чисти душата. Со таа вера срцето се преобразува и добива Божи лик, а срцето кое во својата непородена состојба не му се покорувало на Божиот закон, а и не можело, сега ужива во неговите свети прописи, извикнувајќи заедно со псалмистот: законот твој неизмерно го љубам и по цел ден за него размислувам. И праведноста на законот исполнува во нас, кои ние живееме според телото, кои ние не живееме според телото, туку според духот. Еве,
Ова е пораката за денеска, почитувани гледачи. Господ сака закон да го втисне во нашите срца, односно во нашите мисли. Не мора да го носиме овде како гердан, Божиот закон закачен. Но да ги почитуваме тие правила. И овде е писател велика, ние не можеме самите да го држиме законот, нито една минута. Но со силата на Светиот Дух ќе можеме да го следиме тој пат, односно тие правила што Исус ги воспоставил. Благодарение на Христовата благодат ќе успееме да живееме во послушност кон неговите правила. Добрите дела се добри дела, но тие не препорачуваат кај Бога, не ни даваат право на другите ако правиме добри дела. Секако да правиме добри дела, но да имаме и чврста вера во Господа. Еве тоа беше утринската порака, утринскиот текст за ова утро. Одиме повторно со песна. Односно сега ќе слушнеме рекламата за дописна библиска школа, потоа ќе се вратиме повторно во емисија. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Денеска ќе се запознаеме со библиската личност Арон. Арон е познат во Стариот Завет, тој е роден брат на Марија и на Мојсија. Имаме интересни документи или извештаи за овој Божи човек, кој, како и сите ние, имали своји слабости, но сепак тој бил свештеник. Израснал надвор, односно израснал во Египет, но Мојси знаеме како мајка му го криела, па потом морала да го пушти низ водата во тоа сандаче. Но сепак Арон и неговата постара сестра Марија останале со своите роднини во источната граница на египетската земја Госен и таму пораснале. И кога излегли израелците, и тој излегол со таа маса на луѓе. Значи, сепак Господ го повикал Арона да биде свештеник и од него, неговите синови подосна таа машка популација или потомци станувале свештеници во храмот, служеле. Според книгата Излез или втора книга Мојсеева, Арон се појавува навистина во првите редови, му бил десна рака на Мојсија. Мојсија бил малку невешт во зборувањето, но Бог му вели: еве ќе те го дадам Арон, тој ќе зборува, но ти ќе му бидиш главата, ти ќе му бидиш советник, односно ти ќе му ги кажуваш зборовите што треба тој да ги каже. За време на патувањето низ пустината, Арон секојаш бил истакнат и активен. Во битката со амалејците тој беше избран со Хур да ја подржи раката на Мојсија, значи, односно Сор, кога му ги држале рацете на Мојсија, додека доле војската Израелова се бореле против амаликејците и навистина тие покажале храброст во име на Бога, го предводеле Божиот народ. Можеби една црна дамка во животот на Арона е запишана кога Мојсија беше горе на планината Синај 40 денови, а доле тој го предводеше народот. Меѓутоа во еден миг народот зоврел, вели Библијата, заедницата зоврела и му рекле: Ароне, Мојсија не се враќа, можеби е починат, можеби умрел горе, ајде направи ни водач кога ќе го гледаме, зашто тие во Мојсија гледале олицетворение на еден духовен, на еден физички водач. И затоа му рекле: народ, сакаме теле да направиме. И толку му извршили притисок, што тој попушил и рекол: добро, дајте го вашето злато и сребро. И направиле калоп
i go izlejale тоа теле и го поставиле на едно високо место и народот почнал да го обожава. Арон дури како свештеник почнал да каде, да прави литургија, да прави богослужение. И подоцна Бог му вели на Мојсија: Мојсија, симни се доле, зашто народот сгреши. И замислете кога се враќа Мојсија со тие 10 свети заповеди. И сте го гледале, верам, тој филм како е направен од страна на режисерите. Мојсија ги фрла тие камени плочи во телето, се запалува, паѓа оган од небото и стотици илјадници луѓе загинале. Тоа е Арон. Човек интересен, но сепак му бил верен на Господа. Бог секако му простил за тоа дело што го направил, но тој е запишан на страниците на Светото писмо. А сега би сакал да одговорам на едно прашање кое често пати луѓето го поставуваат: што вели Библијата за коцкањето? Дали коцкањето е грев? Или во народот кажано комар, да играш комар. Може да ја дадеме следнава дефиниција за коцкањето: ризикување на пари со што се прави обид да се умножат покрај тоа што веројатноста тоа да се случи е многу мала. Во Библијата не се осудува директно коцкањето или лотарија или луѓето што се обложуваат. Но Библијата ги предупредува сите луѓе, односно сите нас не предупредува да се пазиме од сребролюбие. Писмата исто така не предупредува да не правиме обиди за брзо збогатување. Тоа го кажува Соломон во своите пословици. Игрите на среќа без сомневање се сконцентрирани околу љубовта кон парите и никој не може да тоа го одрече, дека ги искушува луѓето со ветување за брзо и лесно збогатување. Давид, царот Давид во своите псалми вели на едно место да не ги фрлајте парите на добош. Тој всушност она вртелешка, знаете, кога се врти има бројки и ќе ставиш пари и ако застане тамо колцето, ги добиваш плюс толку или не знам уште колку повеќе. Значи, сепак Библијата индиректно не предупредува дека коцкањето е грев и не е добро. Познавам луѓе кои се развеле, ги изгубиле куќите и имотот од коцкање. Што е проблемот со коцкањето? Коцкањето е тешка тема затоа што се игра умерено и од време на време. Тогаш станува збор за трошење на пари, кој што не секогаш е нешто нечесно. Меѓутоа, луѓето стануваат зависни од тоа коцкање и последниот денар ќе го дадат или ќе се задолжат од комшиите, од пријателите, само да отидат: ајде уште еднаш, ајде белким сега ќе ми се падне или ќе бидам среќен. Коцкањето во Библијата, покрај тоа што во Библијата, рековме, не зборува директно да спомнува коцка или комар, сепак се спомнуваат игри во кои се добива на среќа или со шанса. Така, например, фрлањето на жребка се користи во книгата Левит за да се избере помеѓу жртвениот јарец и јарецот за отпуштање. Немја фрла жребка за да избере кој да живе внатре во Ерусалим, а кој не. Апостолите фрлат жребка за да разберат кој ќе го замени Јуда. Во пазувите на се фрла жребката, но од Господ е секоја одлука. Никаде во Библијата коцкањето или шансата не се користи за забава, ниту се кажува дека е прифатлива практика за следбениците на Бога. Да, во Стариот Завет фрлеле коцка, но тоа е само за да одберат нешто што ќе се случи, во смисол, еве како за Јуда, место Јуда кој од учениците требал да биде нов избран, фрлале коцка. Касина и лотарии. Денеска скоро на секој ќоше во големите градови на раскрасниците постојат големи касина, субави реклами, привлачни за луѓето. Касината користат најразличити шеми на маркетинг со цел да ги привлечат колку се може повеќе клиенти кои ги ризикуваат парите да ги дадат. Тоа е легална кражба. Тоа се регистрирани касина, кај што државата собира големи даноци и приходи, но секако и тие газди. Со едноставни зборови, касиното е направено со цел да земе големи суми пари од луѓето, кои залагаат без да дава ништо за замена. Освен временски празни задоволства, лотариите се обидуваат да се представат како начин зашто од тие лотари проценти одат за социјални програми, за Црвен крст и за други државни институции. Но проучувањето покажува дека учесниците во лотарија се они кои најмалку можат да си дозволат да дават пари за лотариски ливчиња или спортска прогноза. Исто така е тоа еден вид комар. Значи спортска прогноза. Шансите да се добие се многу мали,
а како резултат животот на многу луѓе тогаш се распаѓа. Зошто лотаријата не е угодна на Бога? Многу луѓе тврдат дека учествуваат во лотари и други игри на среќа за да може да ги дадат парите што ќе ги добијат на црква или на некоја друга добра кауза. Некои велат, ако добијам 1.000.000 евра, еве ќе дадам 100.000 евра на црква, да се направат нови цркви или да се помогнат на сиромашните. Проучувањето покажува дека повеќето од оние кои спечалиле од лотарија се дури и во полоша финансиска состојба, неколку години откако добиле джекпот, отколку пред тоа. Малку, ако воопшто има такви, навистина дават пари за некаква добра кауза. И сосема на крај, апостол Павле вели во 1 Тимотеја 6.10, зашто сребролюбието е корен на секакви зла. Некому му се предадоа, се отстранија од верата и се прободија себе си со многу болки. А апостол Павле во Евреите кажува, нека вашето однесување биде слободно сребролюбие, бидете задоволни со она што го имате, зашто тој рече, никогаш нема да те напуштам, нито ќе те оставам. Никој не може да му служи на два господара, зашто едниот ќе го мрази, а другиот ќе го љуби, или ќе му биде приврзан на едниот, а другиот ќе го презира. Не можете да му служите на Бога и на парите или на мамона. Еве, тоа беше краткото размислување, зошто да се чуваме од коцкање, затоа што тоа може да не навлече во многу други лоши работи. Знам, односно сум читал за луѓе кои добиле на некои огромни пари и не поминале добро. Или се развеле, или се одале на разни пороци, на пијанства, на коцкање и на дрога. Еве, толку за ова рубрика. Одеме сега со песник, се вратиме да ги проследиме уште двете рубрики кои ги приготвивме за денеска во ова наша утринска емисија. Lutao sam ovim svetom, sam bez cilja i bez nade, umoran od svojih rana, umoran od svih lutanja. Sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije dotakla, sve dok me tvoja ljubav, Bože, nije podigla iz blata. Nije bilo prijatelja, nije bilo nikog, ruku da mi pruži, moju bol da podijeli. Sve dok me tvoje boli nisu iscelile, sve dok mi tvoje svetlo nije sve moje rasteralo tmine. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procveta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svetla. Samo tvoja ljubav, Bože, samo tvoja ljubav, Bože. Nema takve pesme, nema takvih reči kojima bih mogao hvalu ti izreći. Neka ti život, o moj Bože, bude hvala. Neka ti život, o moj Bože, bude pesma koja nema kraja. Samo tvoja ljubav može učiniti da sve procveta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svetla. Samo tvoja ljubav, Bože, samo tvoja ljubav, Bože.
učiniti da sve procveta. Samo tvoja ljubav može upaliti nova svetla. Samo tvoja ljubav, Bože, samo tvoja ljubav, Bože. Дойдохме до рубриката кога ги запознаваме нашите градови, нашите села, нашите убави излетнички места во Македонија. А утро би сакал да спомнам неколку зборови за еден од најубавите градови во Македонија. Секако има многу убави, но Охрид за мене исто така туристички центар во југозападниот дел на Македонија. Верувам дека сте го посетиле Охрид, но вие кои не сте биле, навистина кога би имале прва прилика, обавезно да отидете и да го посетите овој туристички центар во Македонија. Значи, Охрид се наоѓа во југозападниот дел на Македонија и таму е и самото седиште на општина Охрид. Со Охридското езеро навистина еден бисер на Македонија. До него се стигнува преку Битола, Ресен, значи од овој источниот дел, а од западниот дел преку Скопје, Тетово, односно Гостивар, Кичево и доаѓате во Охрид. Има некаде околу 42.000 жители. Се наоѓа, значи, во југозападниот дел. Прекрасно Охридско езеро, чисто, убаво, сино. Интересно, името на градот е настанало од старославенските зборови во Хриди, тоест во Ридот, како описно име за местоположбата на градот кој што со векови обстојувал во јужната вдлабнатина на Карпестиот Рид. Според една легенда која ја запишале браќата Миладиновци, кога се правела Охридската крепост, царот Јустинијан се качил на Ридовите. Тоа е горе на Ридот, значи кај што е Самуиловата тврдина, вели се качил овој царот Јустинијан на Ридовите на кои лежи градот и гледајќи ја прекрасната околина извикал Ох Рид, Ох Рид, Ох Рид, како убав Рид, и оттогаш останало градот да се вика. Ги спојле тие зборчиња Ох Рид, Охрид, и така денеска го носи според ова легенда името Охрид. Современиот Охрид е наследник на античкиот Лихнид или Лихнида. Според податоците, градот прв пат се споменува 2400 година пред новата ера. Лихнид се наоѓал на патот Виегна Егнација и најстара и најзначајна римска сообраќајница на Балканот. По Третата македонска војна против кралот Персеј, Лихнид станува главна римска база во северните области на Македонија. И сега овде имаме многу податоци во средновековната историја, многу луѓе поминувале, освојувачи и така натаму, го грабеле, го палеле Охрид, но тој денеска е прекрасен, убав, развиен. Во Охрид има 365 цркви, секако повеќе може има сега, но била правена една црква што се вели за секој ден. Тука османлиите, турците исто имале своји бази и тие уживале во убавината на Охрид, но дошло време да си заминат. Охрид и Македонија биле се и ќе бидат и во иднина. Тука е седиште на многу установи, но за нас сепак како странци кои не живееме во Охрид, иако сме од Македонија, доаѓаме како туристи на ден, два, три и може да уживаме во Охридската вода која е чиста, иако е малце постудена, да бидеме искрени, од Дорјанската или Преспанското езеро, но сепак тамо некаде во јули и август може да се ужива во свежите води на Охридското езеро кога е надвор преку 40 степени. Рековме има некаде над 40.000 жители, секако има најмногу македонци, но има и албанци доста. Има турци, роми, власи, срби, бошњаци и други националности. Како е да е, застапени се, значи, сите скоро религиозни
grupi. Дури има и католици, има протестанти, има муслимани, секако како што реков. Но како е да е, ако имате прилика, почитувани гледачи, ова лето испланирајте да го поминете вашиот одмор во Охрид, или пак пријавите се на овој семинар, што ние ќе го организираме од 20. до 24. мај, кога ќе може да се дружиме, да имаме и духовни пореки, но ќе има и активности, прошетки, дружење, пеење, забава, што би се рекло, и да поминеме убави 4 дена. Цената е 2700 денари во нашиот објект. Одеме понатаму да кажеме нешто од полето на здравјето. Денеска ќе ви прочитам неколку информации за цвеклото. 7 причини зошто е одличен и здрав избор. Цвеклото се употребува во салати, супи или како додаток при оброците. Овој зеленчук мами со впечатливата боја која секого го става во искушение. Калориски вредност само 40 калории во 100 грама. Ниска содржина на холестерол, заситени масти и висока застапеност на растителни влакна го прават цвеклото едно од здравите задоволства кои секогаш достапни, широко потребувани и одлични за посакуваниот израз на во огледалото. Цвеклото изобилува со беталини, црвени пигменти, витамин А, витамин С, калиум и железо кои допринесуваат за неговата антиоксидантна сила или моќ. Ајде ги видиме кои се тие здрави придобивки. Број 1, регулација на крвниот притисок и заштита од срцев удар. Високата содржина на нитрати допринесува за подобра функција на кардиоваскуларниот систем и намален ризик од болести на срцето и крвните садови. Превенција од атеросклероза. Цвеклото содржи глицин, бетаин, кој го намалува количеството на хомоцистени, кој влие врз формирање на наслаги на крвните садови. Гледате, ги чисти нашите крвни садови ако користиме цвекло во нашата исхрана. Намален развој на деменција, исто е една современа болест. Консумирањето на сок од цвекло помага за подобрување на протокот на крв и снабдување на мозокот со кислород, така што се намалува развојот на деменција кај постарите луѓе. Намален ризик од диабетис. Цвеклото содржи антиоксиданс познат како алфа-липоична киселина која што го намалува нивото на шекерот во крвта и ја зголемува осетливоста на инсулин. Регулација на нивото на шекерот. Значи, цвеклото има гликемиски индекс 6,4, а тоа значи дека бавно се разградува и трансформира во глукоза која се користи за задоволување на енергетските потреби на организмот. Стимулација на раст на клетките. Значи, ги обновува клетките. Благодарение на холинот, кој го содржи цвеклото, се подобра функцијата на мускулите, меморијата и способноста за учење. Холинот ја одржува структурата на клеточната мембрана, го олеснува спроведувањето на нервни импулси и штити од хронични воспаленија. Ете, големи се придобивките од употребата на цвеклото, затоа препорака наша е денеска обавезно купете си цвекло. Не е скапо, ефтино е, го има на зелените пазари и во поголемите супермаркети, може да се ренда, значи се направи салата, сок исто така се прави, но и во јадењето се користи. Еве, тоа беше нашата денешна препорака за употребата на цвекло. Одеме сега со песна и ќе се вратиме повторно да ја завршиме нашата емисија. Move
Во последната рубрика што имаме секој утро, а тоа е археологијата потврдува веродостојноста на Библијата, ви пренесувам интересни факти и размислување на прашањето можат ли образованите луѓе да имаат доверба во Библијата. Веќе неколку утре наназад ви пренесувам интересни согледување на писателот Драго Обрадовиќ, професорот Драго Обрадовиќ. Еве што тој вели: сум одел низ улиците на стариот Вавилон. Сум видел грамади, урнатини и остатоци. Сум ги видел урнатините на царските палати на Навудоносора и подрачето каде што некогаш била Вавилонската кула. Вавилон ги имал сите природни елементи и предимства. Се наоѓал во рамнина, го освежувале две големи реки Еуфрат и Тигар. Земјата е совршено погодна за наводнување, низ него секојдневно течат милиони литри вода, но сепак тоа место е пусто. Почвата е богата, погодна и лесна за наводнување, а сепак нема жители, зашто Бог кажал дека Вавилон никогаш нема да биде населен. Од друга страна, присетете се на Ерусалим. Бог рекол дека Ерусалим секојаш ќе биде населен се до Исусовото доаѓање. Сум бил во Ерусалим многу пати. Потвата во него е таква што не би сакале да го купите. Тоа е обична каменлива гора без реки и без вода, а сепак е населена. Но Вавилон со сите своји природни предимства не е населен. Како можете да го објасните тоа, освен дека така предскажал Бог во својата реч? Следниот стих кажува: нема да се насели никогаш, во него нема да има жители од род во род, нема арапин да го распне својот шатор. Книга на пророк Исаија, 13 глава, 20 стих. Кажете ми, како знаел пророкот дека арапите ќе постојат толку долго? Арапите во споредба со вавилонците били како денешните Харвати во споредба со американците. Тоа би било како да кажете дека сите американци ќе исчезнат, а Харватите или македонците ќе ја наследат сета земја. Тоа било доста необично тврдење, затоа што арапите во споредба со вавилонците биле многу мал народ. Дали некој ще сретнале вавилонец? Никогаш. Ја не сум сретнал во живота да каже јас сум од Вавилон или вавилонец. Но арапи сум видел и сум слушнал и сум читал за нив. Дали некој ще сретнале вавилонец? Исчезнале, ги нема. А има ли денес арапи? Секако, има многу. Интересно е тоа што тие сите
Тие се уште живеат под шатори, номадски начин на живење. Ако го посетите Израел, ќе ги видите во шаторите во околните речиња. Драги мои читатели, заклучува професорот, можам да ви кажам дека можете да имате целосна доверба во Библијата. Бог го гледа крајот уште од почеток и тој тоа го напишал во својата книга. Гледате ли зошто јас ја сакам ова книга? Се надевам дека и вие ќе ја засакате како и јас што ја сакам. Да ги отвориме, да ја отвараме секој ден, да ги отвараме страниците на Библијата секој утро, на ова прекрасна книга, да ја запознаеме малку по малку и тоа кај нас ќе изгради голема доверба во Библијата. Значи, и образованите луѓе, и оние другите, сите може да имаме доверба во Светото писмо дека од Бога дадена книга. Еве, почитувани гледачи, дојдовме до крајот на оваа наша понеделничка емисија. Пред да се одјавиме, би сакал да им честитам роден ден на сите они кои денеска ќе прослават или ќе слават. Нека Бог ве благослови, бидете радосни, среќни и нека ве води во вашиот понатамошен живот. А на сите вас, почитувани гледачи, ви посакувам убав ден. Ви благодарам на вашето внимание што не следевте и денеска. Ви закажувам нова средба во исто време и на исто место утре во 8 часот и 30 минути, а до тогаш ви посакувам секој добро. Пријатно. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.